Знамињата уште пред нашата ера служеле како символи за обележување на разни воени формации при воени походи. Во прво време тие имале воено-техничка улога како сигнални средства за означување на почеток или прекин на нападот, како и пренесување на други сигнални информации. Со тек на времето знамињата стекнале статус на символ за означување на припадност кон одредена воена формација, династија, град, држава, етничка или верска заедница, стопанска или еснавска корпорација. Прифаќањето на знамето како символ на припадност во исто време значи прифаќање на лојалност, одговорност и покорност кон соодветната институција. Така знамето прераснало во символ кој обединува, мотивира и мобилизира при одбраната или представувањето на институцијата, на нејзината идеологија и интереси. Знамињата како символ за припадност кон одредена дружина на територијата на Османлиската Македонија ги користеле и ајдучките дружини. Така во битолските сиджилии, судски протоколи од 17 и 18 век се среќаваат имињата на бајрактари, знаменосци, во одредени ајдучки дружини, кои биле фатени и осудени од страна на власт. Непосредно пред избувнувањето на источната криза 1875 година, ајдучката дружина на дедо Илјо Малешевски, која дејствувала во североисточната Македонија, имала сопствено знаме. Политичките прилики на османлискиот дел од Балканот, а во тој контекст и во Македонија, значително се промениле за време на источната криза, од 1875 до 1878. Во овој период на буни, востанија и војни на Балканот, во Македонија во 1876 година избило Разловечкото востание, а во 1878 Македонското Кресненско востание. Клучна улога во двете востанија имал Димитар Попгеоргиев Беровски, по чија иницијатива било изработено знамето на Разловечкото востание. Берлинскиот конгрес во 1878 година само делумно разрешил некои од балканските прашања, но за Македонија не донел ништо ново. Таа и понатаму останала под османлиска власт. Кога станува збор за знамињата во подоснежниот период, тие се со една поинаква иконографија и ги имаме многу повеќе, а тоа е директно поврзано со борбата на Македонската револуционерна организација, која што е формирана во 1893 година. Оваа организација за своја цел имала ослободување на Македонија, односно извојување на политичка автономија на Македонија во рамките на Османлиската империја, и за таа цел започнала морални и материјални подготовки на населението во Македонија, а како средство за постигање на целта е предвидено востание. Се разбира, за тоа е потребен да се содадат и вооружени сили, кои што треба со својата активност да ја извојуват предвидената автономија. И токму тука со активноста на овие сили, односно со создавањето на четите на Македонската револуционерна организација, е поврзана и приказката со знамињата кои се користат во илинденскиот и поилинденскиот период. За време на востаничките дејствија биле користени повеќе знамиња. Заедничко за сите нив е што тие представуваат символ кој обединувал, мобилизирал, мотивирал во името на слободата и автономијата на Македонија. Прашањето за изгледот и употребата на востаничките знамиња воопшто не е засегнато во уставите и правилниците на организацијата, ниту пак во правилникот за четите на ТМОР, како и во правилниците за околските и селските чети. За прв пат за оваа проблематика станува збор во правилникот за кој востаничките чети во кој е наведено дека четата има знаменосец, при што се нагласува дека знамето се носи само кога четата е во засилен состав. За ова прашање нешто повеќе е кажано во востаничкиот дисциплински устав, кој бил усвоен на Смилевскиот конгрес. Во точка 3 од споменатиот устав се вели: секој кој што со пушка, секира или какво било оружје стои под револуционерното знаме е востаник. Притоа во 7-миот параграф од член 6 се вели дека востаникот е должен, додека е жив, да го чува знамето и секој е должен да му направи скапа постела од сопственото тело,
па тогаш да падне. Виновникот се казнува со смрт. Истите одредби важат и за десетарите, за војводите и реонските началства. Според тоа, Смилевскиот конгрес востаничките знамиња ги сметал како најсвета реликвија на вооружената борба, иако не пропишал ништо за нивниот изглед и употреба. Никакви одредби за изгледот и употребата на знамињата не се пропишани ниту од страна на Централниот комитет на организацијата, ниту од други раководни органи. Според тоа, нивниот изглед бил слободна креација на поединци ентузијасти согласно со нивните знаења, сваќања и способности. Изработката на востаничките знамиња започнала веднаш по Солунскиот јануарски конгрес, кога била донесена одлука за востание. Крсте Петков Мисирков, веднаш по враќањето на Анастас Лозанчев од Солун, забележал силно раздвижување во Битола во функција на подготовките за востание. Меѓу другото, Мисирков во својот дневник на 19.1.1903 бележи: Нашите учители од основното училиште и учениците од гимназијата со нетрпение го очекуваат денот кога ќе го напуштат градот, а учителките шијат знамиња. Символиката во македонските востанички знамиња е различна, но понекогаш таа има и некои заеднички карактеристики. На востаничките знамиња најчесто е представена девојка во народна носија, која што држи развеано знаме на кое што е испишана девизата Слобода или смрт. Понекогаш девојката е представена како кине пранги, додека стои над турско знаме или турски воени символи. Чест символ на македонските востанички знамења е и разјарен лав, кој што најчесто е представен во црвена боја и кој исто така стои врз турски воени символи или врз турско знаме. Понекогаш на знамињата е исто така представен и череп со две вкрстени коски. Најчеста девиза која што е испишана на знамињата е девизата Слобода или смрт, но понекогаш може да се најдат и други девизи, како например автономија, стреми се народ Бог е со нас, Боже пази Македонија или пак само Македонија. На дел од знамињата е испишано и местото или од каде што потекнуваат, дали се работи за град, за село и за околија, а поретко меѓутоа може да се најде и датумот или пак само годината испишана на знамето. Дел од знамињата се изработувани, везени, шиени рачно, а некои на машини. Меѓутоа се среќаваат и такви, кај кои наместо вез, апликацијата е нанесена со бои. Без оглед на начинот на изработката, во сите нив е внесен значаен, емоционален и творечки потенцијал. Некои девојки во знамињата ги вградиле дури и сопствените коси. Изработката на знамињата била финансирана од соодветните комитети, од поедини војводи, но и од лични средства на поединци. За некои знамиња биле потрошени многу средства. Така, например, за знамето на Прилепскиот околиски комитет, чиј изглед не е ни познат, биле потрошени 466,20 грошеви, а за толку пари можело да се купат 4 до 5 револвери. Исто така, познато е дека Јордан Пиперката за Демирхисарското знаме дал 1 Наполеон. Особено внимание било посветувано на чинот на осветувањето на знамињата. Тоа било многу значаен ритуал во револуционерната борба. Осветувањето на знамињата бил свечен церемонијал кој се изведувал во црква или во планината во присуство на свештеник и раководно тело или војвода од реонот, при што востаниците полагале заклетва со бакнување на знамето, а потоа следеле свечени говори. Во разни региони на Македонија биле употребувани повеќе знамиња. Поголемиот дел од нив не се сочувани, но за некои од нив имаме фотографии или подотснежни описи, врз основа на кои можеме да изградиме представа за нивниот изглед и пораките што ги носеле. Сепак дел од знамињата што се користеле за време на илинденскиот период останале кај поедини учесници во движењето или кај нивните потомци, но најголемиот дел од нив, по поделбата на Османлиската Македонија, од емигрантскиот поток биле пренесени во Бугарија. Знамето на Разловечкото востание. Тоа е изработено по порачка од Димитар Поп
Знамето е изработено од свилено црвено платно со димензија 186 ширина и 165 см височина. Во средината на знамето е пришиено жолто свилено платно во форма на правоаголник со димензии 54 широчина и 76 см височина. Во жолтото поле со виолетови конци е извезен разјарен лав без круна, кој е свртен кон левата хералдичка страна. Гривата на лавот е нагласена со потемни конци. Над лавот стои надписот Македонија. Врз опашката на лавот е прикрепено виолетово парче хартија на кое со молив е напишано 1876 година 8 мај. Кон врвот на дршката на знамето се прикрепени две црвени ленти, пришиени една кон друга. Врз едната со жолти конци е извезен надписот Станете, а врз другата Да ви ослобода. Лентите завршуваат со изрез кон натре во форма на опашка на ластовичка. На знамето има уште две ленти, бела и црвена. Димитар Попгеоргиев Беровски во своите белешки за изработката на оваа знаме вели: Во тоа време бев дал снимка од некрунисан лав на Славка Караиванова со мајка и Недела, да ни го извезат знамето на жолто свилено платно, а лавот со црвена свила и со надпис Македонија. Тоа беше за секого тајна. Додека пак Константин Стојанов, син на поп Стојан, еден од водачите на востанието, во врска со знамето вели: Се направи дури и едно копринено знаме, кое што требаше да се развива над Малешевските и Осоговските планини. Тоа знаме представуваше еден огнен лав без круна на жолто поле. Тоа беше прекрасна изработка на учителката Баба Недела и ќерка и Станислава Караиванови. И денеска 1903 тоа уште се чува кај Димитар Беровски. Овие различности во опишувањето на бојата кај лавот, Беровски вели црвена, а Константин Поп Стојанов огнена, навеле некои автори да протолкуваат дека станува збор за црвен лав на жолта основа, но во случајот се работи за виолетова боја. Знамето на Разловечкото востание Димитар Попгеоргиев го чувал кај себе до крајот на животот 1907, а потоа и неговите потомци. Од 1959 година ова знаме се наоѓа во Националниот воено-историски музеј во Софија. Знамето на Битолскиот револуционерен округ. Кога станува збор за знамињата од Илинденското востание, челното место му припаѓа на знамето на главниот штаб на Битолскиот револуционерен округ, кој треба да се третира како официјално знаме на востанието во Битолскиот округ. За жал, ова знаме не е сочувано, но за неговата изработка и изглед дознаваме од спомените на учителката Фотинка Петрова. Знамето за Битолскиот округ било изработено по порачка на Анастас Лозанчев, според проектот на Арсенije Јовков и Драган Зографов, матурантите во Битолската гимназија, а по скица на Дамјан Груев. Во изработувањето на знамето биле вклучени учителките Фотина Петрова, Василка Стефанова Поп-Христова, Анета Спирова Олчева, Аспасија Димова Јакимова и Василка Поп-Петрова Каранџова. Активностите околу изработката на знамето се одвивале во таванските простории на Централното екзархиско училиште во Битола и во неколку соседни куќи. Споменатава група учителки непосредно пред избувнувањето на востанието добила порачка од Аце Дорев, благајник на Битолскиот окружен комитет, да изработат уште 8 знамиња. За таа цел напомош биле повикани и Василка Лозева, Параскева Ацева и други девојки. Од достапните материјали не може да се утврди за кои чети или населени места биле наменети или пак како изгледале овие знамиња. Според описот на учителката Фотинка на знамето на Битолскиот револуционерен округ, кое било од црвена свила од едната страна во горниот предел, со големи букви бил извезен зборот Слобода. Под него во средината стоел зборот Или, а во долниот предел зборот Смрт. При тоа преку буквите од споменативе зборови било напишано Втори македонски одред, револуционерен округ, Битола, Прилеп, Лерин, Костур, Крушево, Кичево,
Дебар, Демирхисар. Од другата страна на средината бил навезен голем крст, а околу него бил навезен текстот: Стреми се народе, Бог е со нас. Сличен опис на знамето на Битолскиот револуционерен округ дава и Арсенија Јовков, при што потенцира дека знамето било извезено со златна срма врз црвена свила. Знамето на Битолскиот револуционерен округ во присуство на свештеник и тројца членови на главниот штаб било осветено на зајдисонце на празникот Свети Илија во коријата над селото Смилево. При тоа војводите, четниците и мобилизираните селани приоѓале и го бакнувале крстот и осветеното знаме, а потоа се ракувале со членовите на главниот штаб, честитајки си со зборот Аирлија. За знамето била задолжена така наречената штабна чета, која го придружувала главниот штаб. При крајот на востанието, Борис Сарафов го зел знамето со себе, под изговор дека ќе ги обиколува изгорените села во регионот. Меѓутоа, Борис Сарафов при заминувањето за Бугарија со себе го однел и знамето, со кое гордо парадирал по софиските улици, представувајќи се како главен јунак од востанието. Разлутени од кражбата на знамето, Даме Груев и Атанас Лозанчев на 15 ноември 1903 година се обратиле со писмо до Борис Сарафов и побарале да го врати знамето во Македонија. При тоа, меѓу другото, му пишуваат: На знамето не му е место во Софија. Предај му го на Матов и Татарчев, за да ни го испратат при првата можност. Укажувањето од Груев и Лозанчев дека на знамето не му било место во Софија, туку во Македонија, представува јасна манифестација на висока свест и одговорност не само на местото на знамето, туку и кон сопственото минато, а уште повеќе кон својата иднина. Судбината на ова знаме не е позната. Весникот Македонски вести во 1935 година ги информирал своите читатели дека Илинденската организација правела обиди за откривање на знамето, но тоа не дало многу резултати. Знамето на Охридскиот револуционерен реон. Охридското востаничко знаме било изработено од црвено свилено платно со димензии 94 со 78 сантиметри. Знамето од трите страни е обшиено со реси. На предната страна на знамето е представена млада црнокоса девојка во бел фустан, со црвен појас на половината кој е врзан во форма на панделка. Девојката во десната рака држи меч, а во левата развејано знаме, врз кое е испишана девизата «Слобода или смрт». Од левата страна крај девојката е извезен исправен, разјарен лав, во темно-црвена боја со исправена опашка. Лавот со предните шепи го држи копјето на знамето, а со задните нозе стои врз турското знаме, полумесечината и растурени звезди на земјата. Околу оваа композиција, од левата страна на девојката со големи букви е испишано Македонија, а од десната стои текстот «Втор округ, шеста околија». На другата страна, во средината на знамето, е извезен исправен разјарен лав со исправена опашка која завршува во форма на факел. Лавот е извезен со темно-црвен и малку црн конец од свила. Лавот со предните шепи зграпчил полумесечина, а со задните нозе стои врз звезди. Околу композицијата на лавот со сребрена срма е извезено: «Со нас е Бог, напред момчиња, победата е наша. Охрид 1903». Лево и десно од оваа композиција со помали букви, во сребрена боја, стои текстот од бугарскиот поет Христо Ботев. «Тој што ќе падне во бој за слобода, тој не умира. Него го сакаат небото и земјата, ѕверовите и природата, а певците за него песни пеат». Идејниот проект за Охридското знаме го подготвил Климент Заров, а во изработката на знамето учествувале Поликсена Мосинова, Василка Рамзова, Клија Самарџиева, Константина Бојаџиева, Атина Шахова, Аспасија Милева, Катерина Кецкарова, Поликсена Пармакова, Анастасија Узунова и други.
Споменатото знаме било осветено од свештеникот Васил Попангелов пред околу 600 востаници во близина на селото Куратица. При тоа за значењето на знамето зборувал началникот на Реонското горско началство Христо Узунов. Од 1946 година знамето се наоѓа во Националниот воено-историски музеј на Бугарија. Струшко знаме. Струшкото знаме е направено од црвено свилено платно, кое од трите страни е порабено со реси во иста боја. На едната страна од знамето е извезена девојка со природна црна коса, која е земена од главите на везилките. Девојката е облечена во струшка носија со темно сина боја, а на половината има колан, врзан во форма на панделка. Девојката во левата рака држи развеано знаме во кое е испишана девизата «Слобода или смрт», а во десната рака држи меч, свртен со врвот кон нозете. Под нозете на девојката се представени искинати прангии и делови од турското оружје и турско знаме со полумесечина и звезда. Од десната страна на девојката е навезен исправен, разјарен лав, кој со предните нозе го придржува копието на знамето, што го развева девојката, а со задните стои врз турското знаме кое е на земја. Во десниот долен агол е навезено струга. Од другата страна на знамето е навезен разјарен лав кој стои врз турското знаме. Лавот е извезен со темно-црвен конец со изразита жолта грива. На врвот од копието на знамето имало сребрен крст. Во изработката на знамето учествувале Славка, Анастасија и Милица Чакарови, Царева и Костадинка Деребанови, Костадинка Галабова, Катерина Несторова, Костадинка Вангелова и Анастасија Милушева. Сребрениот крст кој се наоѓал на врвот на копието го изработил Несте Кертиков заедно со татко му. Непосредно пред востанието, учителката Славка Чакарова знамето го предала на знаменосецот Милан Гагов. За време на битките сребрениот крст од врвот на копието бил загубен. По задушувањето на востанието, знаменосецот Гагов знамето го однел во Струга, каде го предал на Ѓорги Чакаров, еден од потомците на Миладинови. Тој за време на Првата светска војна во 1917 година емигрирал во Софија, каде го однел и знамето. Неговите потомци во 1982 година знамето го предале на Националниот воено-историски музеј во Софија. Знамето на Крушевската чета не е сочувано. Меѓутоа, според описот на Никола Киров Мајски и единствената фотографија, извршена е реконструкција на знамето, која денес се наоѓа во музејот во Крушево. Можно интересен е податокот дека Никола Киров Мајски за прв пат фотографија од ова знаме објавил во 1909 година во календарче Крушево, кое е објавено во Солун. Истата фотографија е објавена и во Илинден во 1935 година. Како и кога е настаната оваа фотографија не е познато. Повеќе автори се едногласни во констатацијата дека оригиналното знаме на Крушевската чета по поразот на одредот на Питу Гули кај Мечкин камен било запленето од османлиските власти и како воен трофеј било однесено во воениот музеј во Истанбул, но тоа досега се уште не е пронајдено. Знамето на Крушевската чета било направено од црвена свилена ткаенина, која од страните била порабена со жолта срма. Димензиите на знамето изнесувале 125 со 77 сантиметри. На средината на знамето со жолта свила биле извезени две раце како се ракуваат на венец, а зад нив има факел. Околу нив стои надписот «Смрт или слобода», знаме на Крушовската чета. На 4 агли на знамето виселе срмени пискули. На врвот од копието на знамето имало череп со 2 вкрстени коски, а над тоа крст. Прв знаменосец на Мечкин камен на оваа знаме бил Ѓорги Димов, а по неговото загинување знамето го презел Нове Смугрев, кој исто така загинал во бојот.
Демирхисарско востаничко знаме. Македонските револуционери, кога кренали Илинденското востание, внимавале и на еден многу важен детал. Секоја востаничка чета требала да има своје знаме. Па така, многу интересен примерот на Демирхисарската востаничка чета. Имено за ова знаме многу малку се знае, и тоа го знаеме благодарение на Васил Пасков, кој бил учесник во востанието и во 1932 година во списанието на македонската емиграција во Бугарија илустрација Илинден го има објавено ова знаме. Поточно на една слика на востаничката чета може да го забележиме ова востаничко знаме. Зошто е интересно? Имено се знае дека знамето го имаат направено две битолски учителки кои што го шиели знамето на главниот штаб. Па така една од учителките, Фотина Петрова, ни дава еден интересен детал, имено дека востаничкото знаме на Демирхисарската чета многу наликувало на знамето на главниот штаб. И кога ќе го погледнеме знамето, тоа е навистина така. Имено, на предната страна на црвеното свилено знаме стои написот Слобода или смрт. Додека позади на ова востаничко знаме имаме везен крст, од страните напишано Демирхисар, поточно извезено за да се знае од каде за која чета е ова знаме, и тоа што е многу поинтересно е написот Стреми се народе, Бог е со нас. Инаку самото знаме било представено и осветено во селото Прострање, каде што Димитар Дечев одржал еден говор. И ова е мощно интересно, имено сите знамиња и на балканските војски, претходно во востанијата кои биле кревани на Балканот против османлиската власт, обично борбените или војните знамиња биле осветувани од поповите. Со цел да се покаже дека борбата има и верски карактер, не само национално-ослободителен карактер. За жал, во 1936 година Васил Пасков починува и понатаму немаме никакви информации каде се наоѓа ова востаничко знаме. Востаничко знаме на село Загоричани, Костурско. За сега нема сознание каде се наоѓа ова знаме. Сепак за изгледот на едната страна на знамето може да судиме според фотографијата која е објавена во илустрација Илинден во 1929 година. Според фотографијата во средината на знамето е извезен исправен, разјарен лав со круна на главата, кој во десната шепа држи јатаган, а во левата пушка. Над лавот е испишана девизата Слобода или смрт. Во долниот лев агол е напишано 20 јули 1903 година, а долу на средината пишува Загоричани. Не е познато како ова знаме стасало во Бугарија, но факт е дека истото долго време стоело врз саркофагот на Гоце Делчев, кој бил сместен во домот на Илинденската организација во Софија. Во 1946 останките на Гоце Делчев се пренесени во Народна република Македонија, но знамето не е донесено. Отогаш се губи трагата на знамето. Некои историчари во Бугарија сметаат дека можеби знамето било пренесено во Скопје, каде според нив дури можеби било и уништено, но во исто време допуштаат дека истото се наоѓа во Софија. Со оглед на фактот дека знамето не е донесено во Скопје, со пренесувањето на останките на Гоце Делчев, неспорно е дека истото останало во Софија. Кога станува збор за Костурско, познато исто така дека и селото Дъмбени имало свое востаничко знаме и дека истото било изработено од црвена свилена ткаенина од страна на учителката Трпена Димитрова. Кумановско востаничко знаме. Кумановската околија во административната територијална смисла припаѓа кон Скопскиот револуционерен округ на Тмор.
Во овој округ, за разлика од битолскиот, иако не дошло до масовно востание, сепак во текот на 1903 година четите над моро пројавиле одредени востанички активности со ограничен карактер. Од Скопскиот револуционерен округ познати ни се Кумановското и Кратовското знаме. Кумановското знаме засега е единственото оригинално востаничко знаме од 1903 година, што се наоѓа во Република Македонија. До 1965 година ова знаме се наоѓало во просториите на општина Куманово, а оттогаш е предадено на Историскиот музеј во градот. Знамето е изработено од црвено свилено платно со димензии 100 со 76 сантиметри. Од трите страни, знамето е украсено со реси во златна боја во должина по 4 сантиметри. Од едната страна, во средината на знамето, е представен востаник со висина од 59 сантиметри, кој во левата рака држи развеано црвено знаме на кое пишува слобода или смрт, а во десната рака држи пушка. Востаникот е во кафеава облека. Над оваа композиција, во горниот предел на знамето со жолти букви е извезено Илинден, а во долниот предел под востаникот е извезено 1903. Од другата страна на знамето е извезена девојка во висина од 57 сантиметри, која е облечена во народна носија. Девојката е представена како кине пранги, а крај нејзините нозе се представени две ѓулиња, кои всушност ја представуваат тежината на робството, кое веќе е отфрлено. Во позадината на девојката е представен пејзаж и пробивни сончеви зраци, кои ја символизираат слободата. Над оваа композиција во горниот предел на знамето стои текстот «Ослободена Македонија», а во долниот предел под девојката стои Куманово. Ова знаме според својата орнаментика не само што е најбогато, туку според паролата на него е и најоптимистичко. Кратовското знаме. Продолжува и понатаму приказната со знамињата. Да го земеме примерот на Кратовската револуционерна чета. Се знае дека ова знаме е депонирана, потоа е станало собственост на Историскиот музеј во бугарскиот главен град Софија. Тоа е поврзано со делувањето на Јордан Спасов, кој што во време на Илинденското востание се наоѓа во Кратовскиот регион. Знамето има две бои. На предната страна е црвено и димензиите се 84 по 84. А втората страна знамето е со црна боја. На предната страна може да забележиме еден квадрат на средина на знамето со димензии 48 по 48 сантиметри, каде што може да забележиме разјарен лав, бидејќи лавот е одлика на една борба, на едно движење. Над знамето стои името Кратово додека под 1903, односно како од поточно годината кога е кренато Илинденското востание. На задната страна на знамето може да забележиме череп со две коски. Овој символ го сретнуваме и на други знамења на четите на тајната македонска одринска револуционерна организација. На некој начин тоа символизира борбата за слобода, односно ако не дојде слобода, следува она пострашното смртта. И повторно ќе поврзам со балканската историја и на други места, односно во други држави, може да забележиме и на востаничките знамења, но и на војничките знамења и на војничките печати слични символи. Череп со две коски. Еничевардарското знаме. Во ноември 2014 година Ана Николова Хикимова Колакова споменатово знаме го предаде на председателката на Бугарското собрание Цецка Цачева, која потоа го предаде во Националниот воено-историски музеј во Софија. Еничевардарското знаме било изработено од учителката Марија Капитанчева по порачка од војводата Апостол Петков.
Знамето било осветено во црквата во село Корнишор пред околу 250 четници во присуство на војводите Апостол Петков, Крсто Асенов и Иван Карасулијата. Истовремено таму било осветено и кукушкото знаме. Ова знаме по востанието го чувал свештеникот Димитар Џутев, кој по емигрирањето во Бугарија го однел таму. Едно од новооткриените знамења од Илинденскиот период од 1903 година е Еничевардарското знаме, односно знамето кое што го користела четата на Апостол Петков, уште познат кај народот со прекарот Еничевардарско сонце. Ова знаме е изработено од локалните учителки по негова порачка. Интересно е тоа што и оваа знаме ги носи основните одлики на повеќето знамења кои што ги среќаваме во Македонија од тој период, но поинаков е распоредот на боите. Од едната, односно од предната и задната страна, значи на знамето, имаме две основни бои, црвена и зелена. При тоа секојаш и од двете страни црвената боја е во горниот дел од знамето, а зелената боја е долу. Должни сме да објасниме дека зелената боја, која што е во подножјето на знамето, всушност ја представува османската власт, која што е во паѓање, а црвената боја, која што е на површина, ја символизира борбата и желбата за слобода на македонскиот народ. Кога зборуваме за оваа знаме, треба да споменеме дека на предната страна од знамето е извезана девојка во светликаво сина боја, која што во своите раце држи една лента, која што страните ја придржуваат и пеперотки, на која што е извезена девизата слобода или смрт, а долу, сосема долу, во зеленото подножје на знамето, имаме паднат турски војник, расфрлани реквизити, воени турски реквизити, како што се топови, пушки, полумесец и така натаму. Додека пак од другата страна на знамето е аплициран, е извезан крст во златна боја. Интересно е да се напомене при тоа дека крстот почнува долу во зелената основа, што значи дека тој треба се наметне врз османската символика, а само неговиот врв допира во црвениот дел од знамето. При тоа, од оваа страна, стои текстот Енидже Вардар. Знамето на кукушка чета. Проектот за знамето на кукушката чета, кое не е сочувано, го изработил Мицо Измирлиев, а знамето го извезла учителката Ана Малешевска со помош на Рајна Измирлиева. Станува збор за двослојно знаме. Од едната страна на знамето, врз црвена основа, била навезена девојка со развејано знаме, во кое е била испишана девизата «Слобода или смрт». Од другата страна, врз зелената основа бил извезен лав кој гази врз полумесечина, а околу лавот бил испишан текстот «Долу тиранијата». Ана Малешевска, откако го изработила знамето, со него заминала во четата на Крсто Асенов, кој бил нејзин вереник. Знамето било осветено во селото Корнишор. При оваа церемонија, Крсто Асенов, кој бил романтичарски настроен, за да му даде поголема свечаност на целиот чин, се венчал со Ана Малешевска. Ова истовремено и символично венчање на Асенов со осветувањето на знамето и прогласувањето на востанието било погрешно протолкувано од некои четници, поради што наредниот ден го ликвидирале војводата. Според некои информации, знамето од кукушката чета за време на борбите паднало во османлиските раце и било однесено како трофеј во Солун. Знамето на Струмичкиот револуционерен округ. Покрај споменатите знамења, кои што се практикувале и користеле во Илинденскиот период, познато е и знамето на Струмичкиот револуционерен округ. За оваа знаме постојат неколку сведоштва, кои што се собрани пред се од потомци и активисти на револуционерното движење од овој крај, а од неодамна веќе лоциравме една фотографија на која што може и да се види неговиот изглед. Оваа знаме било чувано кај Атанас Нивички, кој што всушност е пунктов началник
во Струмичкиот револуционерен округ на една многу стратешка точка, од каде што поминувале сите чети во внатрешноста на Македонија. И споменатово знаме, знаеме дека било извадено во 1944 година при ослободувањето на Струмица, од кога практично му се губи и трагат. Меѓутоа, за него постојат и известни описи. Во секој случај, и тоа е знаме кое што е аплицирано на црвена основа. Проблематично е сега дали девојката била во портокалова боја, на жолта боја и така натаму, но во секој случај на знамето имаме девојка, а тоа се гледа и од онаа фотографија на Атанас Нивички. Станува збор, значи, знаме на кое што исто така е аплицирано девојка, кое што во своите раце држи развеано знаме на кое што имаме паролата слобода или смрт, а тука стои текстот и автономија на Македонија. За истиот Нивички, Атанас Нивички, знаеме дека кај себе чувал повеќе знамења од времето на илинденскиот и поилинденскиот период на македонското револуционарно движење, бидејќи како пунктов началник многу од четите или од војводите кога поминувале од тука, практично ги оставале знамењата заради секакви евентуалности, понекогаш ги оставале тука и на тој начин неколку знамења останале кај него во неговата збирка. Меѓутоа, интересно е тоа што во периодот помеѓу двете светски војни дел од овие знамења биле запленети, барем според кажувањата на потомците од Нивички, биле запленети од српските власти. Всушност станува збор за можеби малку несмасно однесување на сопругата на Атанас Нивички, која испрала дел од знамењата и ги послала да се сушат, па така биле откриени од страна на властите и се запленити. Инаку токму пак неговата сопруга постојат кажувања Јанѓа дека го изработила знамето на Струмичкиот револуционерен округ. Разложкото знаме го изработиле учителките Рајна Канзирева и Елена Калајџиева. Знамето било изработено од свилено платно во црвена вишнова боја. Во средината била извезена девојка во народна носија со раскинати прангии на рацете и нозете. Околу девојката во полукруг со бели конци била извезена девизата «Слобода или смрт». Во станичкото знаме на Банско го изработиле учителките Елисавета Ушева, Спаска Георгиева, Мара Бујнова и Марушка Годева. Идејниот проект за знамето бил на Васил Теофилов од село Белица, Разлошко. Во средината била извезена девојка која стои врз искинати пранги, која држи развеано знаме во кое била извезена девизата «Слобода или смрт». Ова знаме, освен во 1903 година, одново било развеено во 1912 година, за време на Првата Балканска војна, кога четите на Христо Чернопеев, Пеју Јаворов, Иван Вапцаров и Лазар Колчагов влегле во грачето Банско и од таму ги протерале турците пред доаѓањето на бугарските војски. Подоцнежната судбина на знамето не е позната. Знамето на Скопската дружина. Знамињата во македонската револуционерна борба добиле полна афирмација за време на Илинденското востание. Продолжиле да се практикуваат и во поилинденскиот период. Така македонското друштво во градот Лом, Бугарија, во 1905 година подготвило едно востаничко знаме, кое во Првата Балканска војна станало официјално знаме на Втората Скопска дружина. Знамето е изработено од двојно свилено платно во црвена боја со димензии 65 со 68 сантиметри. Рабовите на знамето се порабени со златна срма. Во средината на знамето е поставен осмокрак крст во златна боја. Над него во полукружна форма во истата боја е поставен надписот «Боже пази», а под крстот «Македонија». Од другата страна на знамето, во средината е представен разјарен крунисан лав, кој е свртен кон десната хералдичка страна. Над лавот стои девизата «Слобода или смрт», а под него 1 март 1905 година и текст «Од Ломската дружина».
Немаме информација за која чета било наменето ова знаме во 1905 година, но факт е дека во 1912 година, по објавувањето на Првата Балканска војна, доброволци од Лом полагале заклетва под ова знаме и дека истите под ова знаме се присоединиле кон 7-та Кумановска дружина. Со оглед на фактот дека знамето било изработено во 1905 година и наменето за некоја од четите на организацијата, во 1912 година, кога е пренаменето, кон рачката на знамето е прикована метална гривна врз која е испишано Втора Скопска дружина. Ова е уште една потврда дека знамињата од револуционерниот период на ВМОРО биле користени од страна на македонските доброволци во Балканските војни. Знамето на Кумановската дружина. Како Скопската, слична е и приказната и за знамето на Кумановската доброволечка дружина во Балканските војни. Знамето било изработено и предвидено за некоја од четите на ВМОРО во поилинденскиот период. Знамето го изработила Мариета Миланези од Лом, чиј што сопруг Итало Миланези бил учесник во востанието во 1903 година и бил приврзаник на борбата за слобода на Македонија. Знамето е изработено од единствено свилено платно со димензии 134 со 128 сантиметри. Апликациите врз знамето не се везени, туку се нанесени со бои. Од едната страна на знамето во црвена рамка е насликана девојка окована во пранги, а зад неа е представен пејзаж. Над оваа илустрација во горниот дел на знамето со бела боја е испишан повикот: "Синови македонци, дојдете да ги строшиме веригите", а под илустрацијата на робството. Од другата страна на платното има остатоци од бои на исправен крунисан лав, кој стои врз турското знаме. Подоцна кон држката на знамето е прикована метална гривна со надпис 7-ма доброволечка дружина. Во 1912 година, кога во Лом започнале да се собираат доброволци за Првата Балканска војна, истите, знаејќи за постоењето на знамето, се обратиле кон госпоѓата Миланези. Но бидејќи нејзиниот сопруг бил одсутен, таа ги одбила и не им го дала знамето. Поради тоа доброволците од Лом тргнале во војна под знамето на македонското друштво. Но подоцна Итало Миланези им го испратил знамето, кое било прогласено за официјално знаме на 7-та Кумановска дружина.